Здраво седмоделенци, моето име е Смилја Христовска и денес ќе ве водам низ лекцијата повторување на минато време. Перфект. Перфектот се образува со помош на помошните глаголи haben, односно sein, плюс партицип. Помошниот глагол секогаш стои на второто место сменет во сегашно време согласно подметот, а пак партиципот е секогаш на последно место во една реченица. Да се потсетиме на формите за сегашно време на помошните глаголи haben, односно sein. Во синото балонче забележувате дека е помошниот глагол haben со неговите форми Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. И помошниот глагол sein Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. За да го употребиме помошниот глагол sein во образување на перфектот, треба секогаш глаголот што ќе биде во партицип да прикажува промена на локација, односно Bewegung од точка А до точка Б. Партиципот од правилните глаголи се образува на тој начин што ќе се отстрани наставката EN, наставката за инфинитив, која што јас ви ја обележав со црвена боја од глаголот spielen, што во превод значи игра или свири, па пред глаголот ќе ја вметнеме представката GE, а по него наставката T, па така од глаголот spielen добивме партицип gespielt. Еве една реченица за пример. Ich spiele баскетбол, реченица во сегашно време, која што кога ќе преработиме во минато време, во очувате од spielen, го образувавме партиципот gespielt, а на второ место го вметнавме помошниот глагол сменет во прво лице еднина, па добивме реченица Ich habe баскетбол gespielt. Ако е ова јасно, јас ќе ви зададам неколку правилни глаголи од кои што треба да образувате партицип. Тоа се hören, слуша, machen, прави, rechnen, пресметува, spülen, мие садови, lernen, учи, kaufen, купува. Особено обрнете внимание кај глаголот rechnen, бидејќи кога ќе го образуваме партиципот треба да вметнеме дополнително исто како што вметнувавме дополнително за полесен изговор при образување на сегашно време. Во овој момент можете да стиснете пауза на видеото, за да можете да образувате партиципиот сите овие глаголи, а јас ќе преминам на следниот слайд со решенијата. Па така од hören образувавме партицип gehört, machen стана gemacht, rechnen, gerechnet, при тоа во очувате со сина боја ја обележав буквата како дополнување тука за полесен изговор. Од spülen добивме gespült, lernen, gelernt и kaufen, gekauft. Од овие глаголи образував реченици во сегашно време, а вашата задача ќе биде истите овие реченици да ги преработите во минато време перфект. При тоа внимавајте дека сите реченици се со различен подмет, па така ќе треба да го менувате и помошниот глагол haben во соодветното лице. Исто во овој момент, додека да ги сработите речениците, можете да стиснете пауза, додека да ги решите, па потоа да продолжите понатаму со приложеното видео. Еве ги решенијата. Ich habe Musik gehört, ни беше примерот. А од реченицата macht die Hausaufgabe добивме реченица hat die Hausaufgabe gemacht. Am Samstag rechne ich Mathe добивме реченица во минато време. Am Samstag habe ich Mathe gerechnet. Meine Schwester spielt Geschirr, па истата во минато време стана Meine Schwester hat Geschirr gespült. Wir lernen gern Bio. Wir haben gern Bio gelernt. И kaufst du das Heft? Hast du das Heft gekauft? При што во очувате тука се работи за ja-nein фраги, односно да не прашање, и затоа помошниот глагол haben ни е на првото место во прашалната реченица. Ако
сите ова ви е јасно, тогаш обидете се да образувате реченици, пред се прво во сегашно време, па потоа обидете се истите и да ги преработите во перфект, од правилните глаголи мален, со значење бој, arbeiten, работи, kochen, готви, телефониран, телефонира, duschen, се тушира. Ви посакувам пријатно учење и ви благодарам на вниманието. Чао!